Директорке, идниот месец се уписите за прва година средно образование. Има ли новитети од страна на Средното општинско училиште Јане Сандански за завршените основци или полуматурантите? Па еве, оваа година и ние некако бевме затекнати со информацијата карактеризирана како новитет, но тоа не исплаши и тоа не го смени начинот на кој ние размислуваме или едноставно се координираме во работата. А измената е следната. Досега учениците бира подрачја во трета година во нивното школување, зборувам за гимназиските паралелки, а од оваа учебна година, почнувајќи од септември, учениците ќе имаат можноста овие подрачја да ги бират уште од прва година. Тоа не треба да ги обесхрабрува, затоа што еве го чувствувам тој пулс меѓу родителите, па и меѓу учениците, влада и некоја паника како ова определба да биде во тој миг кога учениците се уште не се ни свесни која животна преокупација ќе убавуваат во текот на своето живење. Сепак постојат алтернативи. Тоа значи дека учениците кои што ќе бидат наши ученици, бирајќи едно подрачје во времето на уписниот рок кога ќе започне целата таа процедура, ја имаат можноста да бират и второ подрачје. Тоа подразбира дека доколку првото е исполнет капацитетот, се прифаќа втората алтернатива на избор на самиот ученик. Доколку во тековното негово образование, например во втора година, свати дека го избрал грешка подрачје, едноставно не можел да се вклопи, постои таа можност истиот да трансферира во некоја од другите подрачја каде што смета дека ќе се препознае со некое дополагање на испити, но тоа сето се случува интерно со договори помеѓу наставниците и учениците. Директорке, да прецизираме за кои области, односно подрачја, зборуваме како новитет во прва година каде што треба да одбираат самите основци, односно учениците? Вако стануваат во игра истите подрачја, значи станува збор за природно, еве убаво да го конкретизираме, природно-математичко подрачје, во А и во Б комбинација, општествено-хуманистичко А и Б комбинација и јазично-уметничко А и Б комбинација. Значи, ако се зема во предвид дека задолжителните предмети за сите подеднакво остануваат без разлика на подрачјето што го одберуваат, тоа подразбира дека има некои минимални разлики во она што се вели изборен предмет, а тоа зависи од комбинацијата што ќе одберат. Дали со евентуалното запишување во одредено подрачје се ограничува просторот на можноста за избор на факултети кога овие ученици ќе бидат матуранти? Треба, мислам, да се напомене дека нашите ученици, зависно од тоа кој смер ќе го одберат во нивното понатамошно изучување, подразбира дека од гимназиското, конкретно без разлика кој смер ќе го одберат, тоест кое подрачје, може да конкурираат потоа подеднакво и на фармацевските факултети, на стоматологија, и на медицина, и на градежен, и на архитектура и така натаму, значи плејада од факултети каде што можат подеднакво раме до раме да влезат со сите други, дури и стручни училишта. Тоа е предност. Знаете ли, директорке, од прилика колку ученици ќе бидат запишани во гимназиското образование? Таа перцепција не можем да кажам дека е дефинитивна, проста причина што преливот на ученици што ќе ни дојде за време на уписите ќе ни диктира и на кој начин ќе бидат распоредени. Значи мора да ја почитуваме нивната желба. Тоа ќе конституира и начин како ќе се формираат и сите тие подрачја. Но оваа генерација, за разлика од претходната, што сега веќе ќе биде втора, е доста по-голема, па се надевам дека ќе исполниме таа законска рамка 34, нели, да биде финалната најголема бројка во клас, 25 најмалата. 7 паралелки се планирани да бидат фатени во гимназиско образование, а 4 да ни бидат во економски техничар. И тоа подразбира дека повторно сме отворени со 3 економски и правен и трговска струка и 1 банкарски техничар. Се покажа дека нашите ученици навистина постигнаа завидни резултати на факултетите каде што се запиша, бидејќи имаме координација во таа насока, имаме информации за нивниот напредок и зачудува фактот што многу голем прелив имаме на ученици во странство,
каде што добро котираат и дури имат понуда да останат како вработени лица во самите факултети, што навистина ни оди на контото да го задржиме тој примат дека се уште излегуваат квалитетни кадри од ова училиште. Изва Велева, јас ви благодарам на ова интервју.